Како би реагирале доколку оџакот дојде да ви го исчисти жена? Кој би бил вашиот коментар доколку треба оџачарка да се качи на покривот и да ја утврди состојбата на оџакот? Доколку оваа слика беше вообичаена за соседните земји, каде има по максимум 3 оџачарки, од неодамна и нашата земја го доби првиот дипломиран оџачар кој е жена. Јасмина Атанасова Симјановска, која по професија е архитект и работи во Средното градежно училиште Здравко Цветковски во Скопје, се одлучила на уште една професија при посетата на училиште во Хрватска. Од досегашното искуство во изградбата на објекти, таа утврдила дека за нашата земја би било одлична можност да има човек кој подетално ќе ја проучи оваа област, која е доста комплексна и која во иднина би била од огромна корист за оџачарските фирми кои моментално се во експанзија. Исто како да се биде и маш оџачар. Значи, добра физичка подготвеност, стручно знаење и добра униформа. Моето образование го стекнав во Хрватска, во Средната индустријска обртничка школа Загреб и за среќа ова образование ќе биде веќе достапно и за Македонија. Од 1 септември почнуваме во Средното градежно училиште Здравко Цветковски. Од почеток, значи веќе прва година оџачари, образување на современи, стручни оџачари. Наставните програми веќе се во фаза на изработка, јас работам на нив, така да се надеваме дека ќе биде доволно атрактивно за децата да се запишуваат и дека она што е сигурно, дека ќе имаат работа. Атанасова досега се соочила со доста интересни ситуации на терен. Многумина не и дозволувале да се качи на покрив и да утврди проблем, зашто има разбирање и смета дека е природно да помине одреден временски период за луѓето да се навикнат на таа слика. Таа смета дека физичките предиспозиции не се клучни за професионалноста, туку техниките и доброто познавање на целиот греен систем, зашто секако треба соодветно образование. И како жена оџачар имам интересни случувања во стил што бара жена на кров, во стил како тоа сте дошла жена, како тоа оџачарка, нели оџачари се тие што треба да бидат. Но луѓето ќе се навикнат. Тоа не е физички тешка работа, која што жена поради физичките предиспозиции не би можела да ги работи. Напротив, спаѓа стручноста на еден оџачар не е во неговата физичка сила, туку во неговите квалификации, во неговите компетенции. Ната средина е еден од основните цели кои што секоја земја ги има, така да и Македонија. Прво и основно е емисијата на отпадните гасови, тоа директно влијае на животната средина, да. Значи, целата таа апаратура која што мора да ја следи и кој што мора да ја познава, мора да ракува со неја, мора да знае да ја одржува, нели, нормално, оние секојдневни одржувања, основни работи кои што се и да бидат во добра кондиција, во добра форма. Како и во сите области, така и кога станува збор за оџачарството, има современи техники, алати и трендови кои треба да се следат. Атанасова смета дека е од голема корист сите оџачари во Македонија да се усовршуваат, а нејзиниот совет до сите граѓани е задолжително 2 пати во годината да ги чистат оџаците, да внимаваат при нивната изградба и да не преземаат самите никакви чекори доколку имаат било каков проблем.